Почитувани, ова е, ако може така да се нарече, контрапрест од страна на ВМРО-ДПМНЕ од Куманово на сите оние провокации кои што во последно време СДСМ ги упатува на нашата адреса, а пред се на последното излагање на колегата Оливер Спасовски, кој што во своите говори се разбира не може да ме одмени ни мене како негов колега во Собранието на Република Македонија. Но сепак, лажната реторика која СДСМ постојано ја презентира и со која ја обседнува јавноста, особено во настапите на нејзините челници на зачестените улични митинзи под ведро небо, демонстрирајќи улична демократија, ја достигнува кулминацијата и врвот на лицемерието кое држи во заложништво маса пресилени верници на стереотипниот бранковизам. Безидејноста подкрепена со празните и дужегрижнички ветувања со кои сакаат да ги придобијат гласачите на престојните локални избори, на кои декларативно сепак не абстинираат, непринципијалните и омаловажувачки напади врз владата на Република Македонија, премиерот и ВМРО-ДПМНЕ за секој продуктивен потек се лај мотивот, особено на средбите со граѓаните, во кој што настапот на БЦ ја прелева чашата на трпението и разумното поимање. Очигледно дека 7-та година поред на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, 6 последователни изборни порази на Социјалдемократскиот сојуз, како и се поголемиот рейтинг на ВМРО-ДПМНЕ го сторија своето. Почитувани, ние сме христијани и сме подготвени да преуствуваме. Ќе просиме за обидот за рушење на власта преку кревкиот, но на солидни темели изградениот меѓуетнички соживот во државата. Би простили за непринципиелните навреди и отровните стрели упатувани на адресата на политичкиот опонент со вокабулар недостоинствен за една политичка партија која себе си се смета за сериозен и одговорен фактор на политичката сцена во државата. На крајот на кришата, со тешка мак, зошто да не им простиме и за неразумните, но неуспешни јалови обиди да се обструира работата на институциите во државата, преку сценарието проследено најверојатно од третиот дел на Надеж. Борбата за власт понекогаш не бира средства за реализирање на сопствените посакувања и желботеките на поразениот на демократски, легални и фер народни избори. Но никако нема да им опростиме за ученичките обиди со кои ја понижија, ја омаловажија и доведува до сериозно прашање по натамошната евро и НАТО интеграција на сопствената си држава. Промените на името и затоа очекуваната награда од јужниот сосед се само толку посекуваната фата моргана во пустината на очеот на Великиот. Премногу сме сиромашни за да можеме да се коцкаме со најсветот. Посе изгледа дека Бранко и неговите истомисленици полесно го играат грчкото сиртаки, додека за нив македонското евро е тешкото. Вашиот колега, значи пратеник од СДСМ Оливер Спасовски, денови ве обвини дека не се залагате за реализација на ниту еден проект за Куманово. Тоа е веќе позната реторика, вокабулар, како да кажам, осмислена контраакција на безидејноста која што е напомена во своето излагање на Бранко Црненковски и неговите политики. Куманово, како град во кој што е еден од поретките каде што на локална власт се наоѓа токму СДСМ, требаше да биде град на идеи, град на реализирани проекти, град кој што нема да биде Лас Вегас како што го залагаше се залагаше за Европско Куманово господинот Дамјановски, туку град на еден подобар и просперитетен живот во општината. Господинот Оливер Спасовски ја искористи можноста да ме вплетка и мене во ваквите интриги, но сепак јас сум член на една водечка партија во државата која што всушност она што ќе го каже го реализира. И тоа го реализира преку проекти, затоа и нашиот слоган избери проекти е всушност. Ние Куманово сепак треба да го сакаме со проекти. И би му одговорил на господинот за неколкуте негови забелешки кои што успеав да ги нотирам во неговото излагање на локалните медиуми. Зборува за уништени фабрики и стечајна маса. Јас на тоа прашање би му одговорил со контрапрашање. Господине Оливер Спасовски, имајте доблест излезете пред јавност, пред кумановската јавност и одговорите кој ја го затвори гигантот ШИК во Куманово со 3000 луѓе кои што отидува на улица. Кој го затвори исто така Киро Фетак, кој го затвори тутунскиот комбинат во Куманово. Господин Оливер Спасовски, на крајот на кришата, кој ја затвори Искра Куманово. Преку 5500 луѓе се најдоа на улица. Тоа не е проект на ВМРО-ДПМНЕ, туку проект на БЦ и на вашата политика. Би сакал да одговорам со кои проекти, дали имаме програма. Господине Оливер Спасовски, почитувани пријатели, пред се почитувачи на делата на ВМРО-ДПМНЕ. Еве е нашата програма. Со оваа програма која што е поделена во секој куќа, во секој стан, на секој поединец, јасно и декларативно кажавме кои се нашите проекти, а ова значи и отчет пред вас после 4 години кога ќе не изберете. Куманово конечно е свати пораката дека во Куманово се потребни проекти, ова е време за промена на власта, за да можеме да ставиме на кантар што сме го ветиле, што сме оствариле. Верувате, сите овие проекти се од витално и капитално значење. Би сакал на господинот
Оливер Спасовски исто да кажам со која програма настапуваме. Јас ќе му кажам, нашата програма е видлива, нашата програма е дистрибуирана, нашата програма се декларативно се на секој митинг, на секој контакт со граѓаните е позната за нашите граѓани. Да го прашам каде е нивната програма, па макар и во джепно издание. Од која причина? Затоа што не е можно да се направи програма за 5 дена откако се решија конечно да действуваат во рамките на гласањето на локалните избори. Нашата програма, како што реков, има повеќе од 120 проекти. Нивната програма се уште не ја видовме. На крајот на краиштата, Куманово го споменуваат како бастион на СДСМ во Куманово. Јас живеам во непосредната близина на спортската сала. Тука да ве потсетам и да ги потсетам сите тие кои што беа дојдени од цела Македонија. Активните членови на СДСМ на 24 февруари одржаа декларативен митинг на кој што јасно, децидно пред сите кажаа дека ништо не може да ги поколева да не излезат на локалните избори. За само по 2 дена да ја подвијат опашката и да кажат дека да, ние ќе учествуваме за да дојдеме до некои си предвремени парламентарни избори. Тоа ли се политиките на Бранко Црвенковски? Тоа ли е политиката на СДСМ? Тоа ли е политиката со која што треба Куманово повторно на 24 да излезе да им даде гласот? Кумановчани ја научија лекцијата, ја прифатија нашата порака и се надам дека на 24 ќе ги добиеме за прв пат изборите после 21 година и ќе докажеме дека владењето на ВМРО ДПМН ќе биде долго. И на крајот, пошто еден од лајмотивите на излагањето на Оливер Спасовски беше дека владата на Република Македонија, господинот Јордан Пачков пратеник, ништо не направиле за Куманово во овој изминат 1,5 годишен термин колку сме во собранието. Само да го потсетам и него, и Радмила Шакеринска, и Бранко Црвенковски кој на митингот во Куманово ги напаѓа секогаш проектите на владата на Република. Ние имаме објавено што сме сработиле, затоа да не избегнуваат и да не подлекнуваат на манипулациите и шпекулациите дека владата на Република Македонија ниту шајка, како сакате, клинец не ставила во општина Куманово. Само ќе ве потсетам само ќе ве потсетам. Автопатот Куманово Банат се го направи владата на Република Македонија. Со гордост влегуваат странците по тој автопат во градот, односно во Куманово. Да го потсетам господин Оливер Спасовски дека владата на Република Македонија ја направи спортската сала во селото Долно Којнаре. Владата на Република Македонија ја направи спортската сала Панко Бражнаров во населбата Карпош. Владата на Република Македонија го опреми медицинскиот центар, поточно речено општата болница, со 1 милион евра, со софистицирана опрема за медицински потреби. Владата на Република Македонија после толку години сега со своето доаѓање на власт обезбеди уште 1 милион евра инвестиции со кои што ја реконструира градската болница. Владата на Република Македонија го направи и асфалтира патот на потегот Куманово Чиња, село Чиња. Владата на Република Македонија го асфалтираше и реконструираше патот од Клечовце село Војник. Владата на Република Македонија го асфалтираше патот на потегот Куманово Долно Којнаре. Владата на Република Македонија обезбеди, поминато е на седниците на владата, дека Куманово ќе биде град на студентите. Поточно речено дека од септември, се надеваме октомври месец оваа година, ќе заживее дисперзираните студии по информатика и геодезија. Владата на Република Македонија обезбеди ресторација на најстарото училиште во Република Македонија, а тоа е поточно речено во општина Куманово, а тоа се браќа Миладиновци и Крстен Мисикор, со грант од 200.000 евра кои што ќе бидат имплементирани во инфраструктурните зафаќања во училиште. Обезбедени се средства за уште 10, најмалку 11 училишта во општина Куманово, најповеќе во другата општина од сите општини во Република Македонија. И на крајот на краиштата има многу да се зборува, знам дека сето ова не може да влезе преку етерот, но сакам да ви кажам дека владата на Република Македонија обезбеди 3,5 милиони евра во кои што се решаваат најмалку проблемите, инфраструктурни проблеми во смисла на канализација и водовод за 10 до 14 села. Тоа што господин Дамјановски не најде за сходно да направи ниту еден проект, нека го носи на душа. Ние кои ќе дојдеме на власт ќе ги реализираме сите тие проекти.